Возилото што ќе ви го прикажеме во рубриката Олтајмери клуб. Познавачите на автомобили го знаат како Ајкула или Деголка. Во стварноста станува збор за еден одлично сочуван Citroen од 1972 година, кој е во собственост на Димитар Вегов од Гевгелија. Со приказната која следува, ќе ви прикажеме што значи терминот пескарење и колку реално чини одржувањето на еден олтајмер. Ако сакате да се почувствувате како некогашниот француски председател Де Гол, тогаш мора барем еднаш во животот да седнете во Ајкула или Жаба, или како што подосна почнале да го нарекуваат возилото Деголка. Овој модел на возило навистина е посебен по многу работи. Има паметни светла, може да се движи на 3 тркала, хидрауличниот систем што е вграден во него го воодушевува секој возач. Собственикот на возилото, Димитар Вегов од Гевгелија, го нарекува Божица. Божица, бидејќи од францускиот збор десе, а ние тоа го викаме ДС, што значи Божица. Ајкула, бидејќи е личи на Ајкула, воздухот заладење го прима од доздола и фацата напред личи на Ајкула глава. Дегол, бидејќи Дегол се возел во неа, но по правило она е ДС. Возилото е дел од контингент со 5 автомобили кои во 1972 година биле донесени за француската амбасада во тогашна Југославија. Протоколот не дозволил да се возат, бидејќи за службени патувања се користеле мерцедеси. Французите се налутиле и одлучиле возилата да ги подарат низ тогашните југословенски републики. Од тие 5 автомобили, 2 биле предвидени за Македонија, но една стигнала во извршниот совет во Македонија. Но бидејќи и тука имало протокол за мерцедеси да се возат по протоколот, ово возило го купи Чичко Мишо како висок функционер во владата на тогашна Македонија. Љубовта на Димитар кон овој Citroen DC21 официјално почнала да се развива во 1982 година. Уште тогаш почнал да размислува како да го реставрира возилото. Кога го зедов јас имаше 13 години, но имаше поминато едва 60.000 километри. Беше како ново. Но мојот интерес по овие возила и мерак ме натера да го реставрирам ова возило, да видам што во него има, како има, од љубопитност. Па барав мајстор и најдов мајстор во Скопје кој ги реставрираше. Целиот процес на реставрација, од соголување до пескарење и повторно до комплетирање на возилото, Димитар педантно го документирал. Вистинска реткост е да се најдат фотографии од сите фази на реставрирањето на едно возило. Некаде од 2000 година почна оваа реставрација и траеше 4-4,5 години. Така да некаде до 2005 на крајот јас бев готов со реставрацијата. Иако нагласува дека меракот нема цена, сепак ни откри дека реставрацијата го чинела околу 40.000 евра. Сега често го користи за автособири и за меѓународни надпревари на кои освоил повеќе награди за оригиналноста и за изведбата на реставрацијата. Овие автомобили се посебни автомобили. Автомобил кој од најголемо мрзење до најголема љубов према него. Не интересираше зошто воопшто се заљубил во Citroen. Значи тој уште од најмали години вујко ми возеше Citroen. Значи тоа ми остана како вака во сеќавање уште како дете. Приказната со моделите на Citroen има свое продолжение. Димитар успел да собере повеќе различни модели со цел да создаде посебна и пред се лична колекција. Значи имам 19-ка, 21, уште еден и 23-ка. Значи ќе бидат 4 од овој тип. До сега не сме сретнале љубител на олтајмери кој толку педантно се грижи за своето возило. Моторот на овој Citroen е чист како солза, внатрешноста е безпрекорна, додека возењето со него е чисто задоволство. Чувството во автомобилот е како да се наоѓате во апартман на францускиот председател. Таа удобност Димитар Вегов од Гевгелија ја чувствува секојдневно.